вечер, пријатели, добро вечер, храбри сограѓани. Прилеп по кој знае кој пат покажува дека ништо не може да го запре, дека ништо не може да го поколеба, дека ништо не може да го предомисли во борбата за слобода. Нивниот министер Чавков вели дека не снимал, дека не сликал, дека имал информации за нас. Епа, министре, и ние сликаме, и ние снимаме, и ние во нашата меморија имаме врежано многу работи што ги паметиме. Нема да ви го заборавиме. Ќе го паметиме крвавиот масакар кај Смилковско езеро. Нема да ви ја заборавиме. Особено ние прилепчани ќе ви ја памтиме срамната амнестија на хашките случаи. Нема да заборавиме кога во смрт, во сигурна смрт ги испративте полицајците во Куманово. Нема да заборавиме. Затоа, бидејќи имате доста објективи, камери, фотоапарати, шпиуни, кои што гледаат и следат, дозволете да ве поштедам и да ви кажам зошто протестирам и што е шарена револуција. Ова е борба против авторитарниот и корумпиран режим, чие олицетворение е Никола Груевски. Оваа борба е немирна, но ненасилна. Врз оваа борба никој нема монопол. Сите сме водачи. Сите граѓани кои што се согласуваат на овие принципи од вас бараат. Итно повлекување на одлуката за аболиција на сите оние против кои се води истрага и против кои е покренато обвинение од страна на специјалното обвинителство. Итна и неотповиклива оставка на Ѓорѓе Иванов од функцијата председател на Република Македонија. Произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното обвинителство. Формирање на специјално одделение во Кривичниот суд, кој ќе биде надлежно за случаите под јурисдикција на СЈО. Итно повлекување на одлуката за одржување на парламентарни избори на 5 јуни. Задолжително вклучување и присуство на независни представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Процесот на решавање на кризата да се одвива на територијата на Република Македонија. Формирање на преодна влада која до крај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на Прибе. А сега би ве повикал да се упатиме кон улиците, да се упатиме кон институциите, да се упатиме кон слободата.